Лицата во социјален ризик веќе 5 години од општина Кочани добиваат помош во лекови, автобуски карти за патување надвор од градот заради лекување, прехранбени пакети и градежни материјали. Во текот на 2013 година помош во лекови кои не се на позитивната листа користеле над 250 граѓани или околу 20 месечно. Доделувањето на таквата помош е уредено со правилници во кои е пропишан начинот и критериумите, иако од локалната самоуправа признаваат дека се воочени пропусти што се коригираат со цел помошта да завршува во вистинските раце. Според програмата за социјална, детска и здравствена заштита, лани давана и парична помош за пациенти кои патувале на лекување во Скопје, а поред кои во Штип, Охрид или Струга. Помошта во автобуски билети минатата година ја искористиле 357 лица, со тоа што таа се доделувала и на 2 лица како придружба, доколку болното лице не е во состојба да патува само. Во контекст на бесплатното патување, општина Кочани трета година поред доделува и помош за патување во дневниот центар за лице со интелектуална попреченост на релацијата Кочани-Виница-Кочани, и тоа за 2 семејства кои имаат деца со пречки во развојот. Помош за превоз во крајно тешки случаи општината доделува и на студенти чии семејства се наоѓаат во исклучително тешка социјална положба. Со општинската поддршка бесплатно се возеле 3 студенти во текот на минатата година. Исто така, локалната самоуправа лани давала помош и во градежни материјали, при што оваа поддршка ја искористиле 23 семејства во рамки на средствата предвидени со буџетот за оваа намена. Во рамки на програмата за социјална, детска и здравствена заштита, лани биле преземени и други мерки, пред се за помош со прехранбени пакети, поддршка на Центарот за ран детски развој и поддршка на проектот Инклузија на децата роми во градинките. Организирани се и бесплатни курсеви по странски јазици и компјутери, а по повод божикните празници, општина Кочани реализирала акција за доделување социјални пакети со прехранбени производи и средства за хигиена.